По сторијата на Инфокомпас дека на Крушевската депонија со години назад се одлага хемиски отпад, односно епоксидна и полиестерска смола од страна на компанијата Европрофил лоцирана кај селото Алданци. Државниот инспекторат за животна средина изрече мерка забрана за прифаќање и депонирање на ваков вид на отпад, како и на друг отпад кој не спаѓа во категоријата на комунален неопасен отпад на Крушевската депонија. Инаку депонијата во Крушево често пати гори, така што заедно со комуналниот отпад горат и овие буриња, пошто се шири непонослива миризба и чад, а граѓаните се плашат за своето здравје. Според државниот инспектор за животна средина од Битола, Зоран Димовски, бил извршен увид на депонијата каде што биле пронајдени овие буриња со вакви смоли, пошто на јавното предпријатие е комуна која што управува со депонијата и било изречено задолжение за итно отстранување на овој вид на отпад од депонијата и предавање на специјализиран правен субјект. Во писменото соопштение кое што го добивме од Димовски, се вели тоа дека бил направен и вонреден инспекцијски надзор и на фирмата Европрофил. И на фирмата исто така и била изречена забрана за предавање и отстранување на овој вид на отпад на комуналните депонии и задолжение за склучување на договор со специјализирано правно лице кое што има лиценца за преземање на овој вид на отпад. Овој случај го отвори прашањето каде завршува ваквиот отпад и во другите градови во Македонија и дали и тој завршува на комуналните депонии. Од инспекторатот во Битола велат дека досега немале ваква пријава, а од Министерството за животна средина потврдија дека во Македонија нема основано депонија за опасен или индустријски отпад, а истиот се предавал на лиценцирани компании за постапување со опасен отпад и се извезувал надвор од државата. Но дали и кога Македонија ќе има специјализирани депонии за третирање и одлагање на ваков отпад, засега нема одговор.